Така, Дејан Андоновиќ, треба да го имаме веќе на линија. Дејан, добро утро и ти од овој редуциран состав од дома ги правиш анализите. Што е ново во светот денеска? Со 2 минутки пробив во твоето време. Па, од прилика сублимирано, ќе почнам со позитивните вести, тоа е дека во седиштето, во жариштето на коронавирусот во светот Кина, провинцијата Хубеј, каде што се појави нели COVID-19, во последните 24 часа не е откриен ниту еден случај на локална зараза, регистрирани се 47 пациенти, но тие не се од Кина, туку се дојдени од странство. Значи, вкупно потврдени 474, најголем дел од нив кои кинези кои дошли од странство, што покажува дека Кина полека ги укинува ограничувањата, полека жариштето на коронавирусот на некој начин исчезнува. Во меѓувреме, американскиот државен секретар Майк Помпео остро ја критикуваше Кина и нејзиното однесување, велејќи дека ширењето на зараза со коронавирусот, нивната комунистичка партија се уште крие вистински информации потребни да се спречат за натамошните случаи. Американците во нивниот стил ја критикуваат Кина дека крие информации, а во исто време ги обвини Иран и Русија дека прават кампањи за дезинформации за вирусот, односно дека ја го обвинуваат Соединетите американски држави дека тие стојат за ширењето на коронавирусот. Во меѓувреме, Пентагон се огласи можеби прв пат од кога е појавена светската пандемија, која претпоставува дека со месеци ќе трае кризата со новиот коронавирус и дека насади се заканува да биде новото жариште на коронавирусот. Значи, сад во моментов, според информациите, е трета држава во светот по бројот на ново заразени. До сега се евидентирани 54.000 американци, од кои половина 26.000 се во Њујорк, кој се смета за новиот Вухан на некој начин, а починатите 706 лица. Значи, сад би може да бидат новиот епицентар на коронавирусот. Во меѓувреме доаѓаат песимистичките бројки од Европа. Близу половина милион ново заразени во светот има. Италија и Шпанија се повторно со најголем број на починати, односно Италија по 2 дена стагнација, изминатото деноноќе повторно се качи на црна рекорд од 743 починати од коронавирусот, што само покажува дека наспроти Кина, која на некој начин го сузбива жариштето, Италија и Шпанија се уште се во епицентарот на жариштето. Ќе повторам, најмногу има во Италија, потоа во Шпанија, трети се САД. Значи, во секој случај Светската здравствена организација за сега се уште нема оптимистички прогнози што ќе се случува понатаму. Што се однесува до регионот, во Србија утринава е регистрирана и четвртата жртва, почина 60-годишна жена која била докторка гинеколог како последица на коронавирусот. Значи, во Србија во моментов има 303 лица заразени од корона, од кои има и 2 бебиња, што е на некој начин песимистичка прогноза. Она што сега во светот уште доаѓа како дилема е дека како е можно Русија да има толку мало број на заразени, Путин е критикуван од своите гувернери и од председател градоначалникот на Москва дека ова што се случува, бројките, информациите не се реални, бидејќи е невозможно Русија да има само 495 заразени од коронавирус и само 1 смртен случај. И за крај на овој преглед од утринава, Кристина би сакал да кажам и за соседно Косово, каде што во услови на светска пандемија на коронавирусот, Косовското собрание денеска одржува седница на која ќе се расправа и ќе се гласа за доверба на владата на Курти. Ми се чини дека политички гледано прва жртва на коронавирусот ќе биде владата на Курти, поради неговото одбивање да ги укине таксите, поради неговото одбивање да воведе воредна состојба, а од друга страна наложување граѓаните редуцирано да се движат низ градовите, на што прв се спротивстави неговиот коалиционен партнер Иса Мустафа, а потоа председател Хашим Тачи, кој вчера прв пат ми бевме сведоци да видиме како еден председател ги повикал граѓаните да не ја почитуваат одлуката на владата, сето дека не биде воведена воредно состојба. Така, и вчера разговаравме на оваа тема. Дејан Андоновиќ, ти благодарам и за овој извештај. Пред да го најавам колегата Александар, да подсетам дека нашите соседи во Белград ја го пренаменуваат саемот, најголемата сала ја прават болница. Во текот на вчерашниот ден по оној кинески модел веќе почна да внесуваат кревети.